Работа и задоволство, премиерот на американска турнеја во придружба на семејството. Димитар Ковачевски заедно со сопругата Елена Ковачевска и малолетните ќерка и син најпрв им беше неколку дена во Њујорк, а потоа и во Вашингтон. Од владата цел ден не одговараат на прашањата на Алфа во кое својство е заминато и семејството на премиерот, кој платил за авионските билети, за хотелското сместување, дали е ангажирано и дополнително обезбедување, колку чини сето тоа. Портпаролот на владата Мухамед Хоџа цело утро го одолговлекуваше одговорот, а потоа и престана да крева на телефон. Од Илинденска не кажуваат ниту колку члена брои целата делегација, но Алфа неофицијално дознава дека се заминати речиси 30 луѓе. Инаку на официјалните страници на социјалните мрежи се објавени повеќе фотографии и видеа од средби на премиерот, каде е придружуван од неговата сопруга, но никаде не се споменува дека во Соединетите држави си ги понели децата. До сега Македонија не памети функционер кој во официјална работна посета со себе го понел цело семејство, а ниту еден странски владин представник не ни дошол во официјална посета, носејќи ги со себе сопругата и децата, коментираат за Алфа пиар лица кои со години работат протокол во државни институции. Премиерот во САД замина на 2 мај, а денеска заедно со цела делегација треба да слета на аеродромот во Скопје. Ова не е прв пат Димитар Ковачевски да си го зема и семејството на официјални патувања. Лани во мај замина во Рим придружуван од неговата ќерка. Овој скандал предизвика лавина реакции. Јавноста гласно велеше дека Ковачевски не се кралско семејство и дека ќерката на премиерот не е принцеза, за да има протоколарна улога, како што несмесно Димитар Ковачевски се обидуваше да се оправда тогаш.